почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Судот и правосудните органи во Република Македонија се под сериозен притисок на новата власт на СДС да донесуваат политички и нарачани одлуки. Под овој срамен притисок подлегна и апелациониот суд и донесе незаконска и скандалозна одлука со која отвора врата за нелегалните прислушкувани разговори да бидат користени како докази во кривична постапка. Одлуката на апелација е целосно незаконска и во спротивност на член 12 став 2 од Законот за кривична постапка, кој вели дека доказите прибавени на незаконит начин или со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија и на меѓународните договори не можат да бидат користени како докази во постапка и врз основа на истите не може да се заснова судска одлука. Судиите од апелацијскиот суд се ставија во улога на заштита на Заев и на неговите штетни политики. Тие донесоа одлука која треба да биде димна завеса од која што се надеваат и тие и СДС дека народот нема да го види штетниот договор со Бугарија, откажувањето од македонското малцинство кај нашиот сосед, опасност од измена на учебници и бришење на македонската историја. На судиите од апелација потребно им беше да се додворат на Зоран Заев и на Красимир Каракачанов, на Божидар Димитров, отколку да ги почитуваат законите и правото. Судиите плукнаа врз своите дипломи за да одработат за Божидар Димитров да може да оценува какви ќе бидат македонските учебници. Ваков незаконски преседан е невиден во светски рамки. Ваквата незаконска одлука е штетна за македонското судство и воопшто за македонското општество, бидејќи праќа јасна порака дека и законите можат да бидат погазени и заобиколени кога се работи за притисок од страна на Заев и на Катица Јанева. Сите инволвирани во кршењето на законите мора да знаат дека секој оној кој работи против Уставот и законот и ги крши истите за само да му се додвори на Заев, ќе сноси одговорност и ќе одговора за своите постапки кога во Македонија ќе се врати правната држава и принципот на владење на правото. А тоа ќе биде многу брзо. Уште на локалните избори СДС ќе биде поразен и делегитимиран. Ви благодарам.